Добар ден, почитувани, ове почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Во семејствата каде што има повеќе деца, многу е важен односот на детето со браќата и сестрите, бидејќи тој влијае на развојот на детското чувство за самодоверба, за самопочитување, за лични вредности. Љубомората која по правило се јавува помеѓу браќата и сестрите може негативно да се одрази на детската способност да се биде сакан и да чувствуваат љубов. Затоа, многу е важно родителите да ја разберат детската љубомора и да му помогнат на детето да почувствува дека е сакано. За љубомората кај децата денеска ќе разговараме со примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади од Ремедика. Добре ни дојдовте. Добро е најдов. Добро утро на гледачите. Чувството на љубомора е многу често, вела дека дури најчесто неизбежно. Зошто се јавува љубомора кај постарото дете кога во домот ќе дојде при новата? Да, имате право. Чувството на љубомора се јавува кај постарите деца. Обично тоа ако е првородено дете и ако во семејството треба да дојде новороденото бебе, за детето тоа, за постарото дете тоа представува една развојна пресвртница. Тој треба да воспостави едни нови односи, односно треба да научи да дели. За се претходно што било само во семејството и целото внимание било насочено кон него, сега вниманието се насочува кон другиот, кон бебето и детето станува нервозно, станува раздразливо, може да се јават емоционални проблеми кај детето поради тоа. Дали има некоја критична возраст која што е најнеповолна за детето да добие братче или сестриче? Точно ли е дека 4-та година е таа која што може да создаде најмногу проблеми кога станува збор за детската љубомора? Кога зборуваме за психолошките аспекти, зошто и како се јавува детската љубомора, нема таква возраст која што точно можеме да кажеме дали е 2 години, дали 18 месеци, дали е 4 години. Но се знае дека после 6-та, односно 7-та година, зависи од зрелоста на детето, љубомората тогаш не се јавува. Зошто? Затоа што детето веќе на 7 години, тоа е психички зрело и може да ги свати сите тие односи, релации што се случуваат во семејството кога доаѓа новороденото бебе. Но секое право има исклучоци. Има и такви примери кога и 7-годишно дете, ако претходно некои фази поминувале стресогено, може да провоцираат едно такво искуство со бебето. Инаку, од 18 месеци, па се до, како што реков, и 4-та, и 5-та, и 6-та година, љубомората се јавува кај децата. И тоа е едно неминовно, како да кажам, негативно чувство, негативна емоција кон новороденото бебе, што секое дете скоро го манифестира. Веќе споменавте дека по доаѓањето на бебето во домот, вниманието на родителите, а набрзо и на сите постари членови на семејството се насочува кон бебето. Постарото дете треба да се адаптира на новонастанатата ситуација, бидејќи повеќе не е центар на вниманието, автоматски станува постаро братче или сестриче, сите му го кажуваат тоа. И дали децата на оваа возраст што споменавте до 6 години може да направат разлика помеѓу новороденото дете и себе? Да, тоа родителите секогаш не го сваќаат или барем во тие моменти не размислуваат така. Значи, детето што е постарото дете, до 4-та, 5-та година, тоа не може 6-та, не може да ја свати разликата измеѓу него и бебето. И тоа просто е збунето тие односи што се случуваат дома. Значи, целото внимание и окупираност, бидејќи кај бебето потребна е физичката нега и мајката мора да се бави со новороденото бебе, а постарото дете не е научено, тогаш првпат почнува да учи една лекција дека треба да дели, дека треба да ја дели љубовта и многу други работи. Делењето не е баш тоа е една лекција која што е многу стресогена и тешка за постарото дете. Така да родителите треба да знаат дека иако е тоа постаро, детето не може да ги свати тие односи, зошто сето тоа така се случува. И едноставно се ствара една збрка во главата на детето од сите тие нови случувања. За да си го врати своето место на пиедесталот, доколку постарото дете не го добива посакуваното внимание што го добивало до тогаш, дали е во состојба да ги преземе сите средства за да се врати на старата позиција? На каков се начин може да се манифестира љубомората детето? Да, веќе тука зборуваме како, на кој начин детето, како што кажавте, не бирајки начини и средства, ќе се обиде да се врати на пиедесталот, условно кажано.
Значи има неколку начини како детето ја манифестира љубомората, односно тоа прво може да манифестира една агресија. Знаете, агресијата не мора да биде физичка агресија, но постојаното плачење, раздразливост, значи често плачење. Детето и претходно можело да плаче, но сега често плаче. Постојано бара нешто родителите да му дадат и од кога ќе му дадат, тоа е незадоволно, бара нешто друго. И тоа родителите ги збунува и ги избезумува. Исто така може таа агресија да ја насочи кон бебето, да го штипне, да го удри бебето, понекогаш се случува и да го бутне. Мислам што дополнително кај родителите ствара бес и уште повеќе се обидуваат да му објаснат или да го дисциплинираат и да му зборуваат дека тоа е поголемо, дека, како што рековте, треба да попушта, дека сега треба да му ги даде играчките, дека тоа треба да биде умно, и што детето дополнително уште повеќе тоа го револтира. Тоа значи си го бара своето место и преку овие начини покажува колку емоционално трпи поради новороденото братче или сестриче. А може ли агресивност да покаже детето и кон мајката, освен кон бебето? Па всушност зад ова стои лутина кон мајката. Тоа е луто зашто мајката сега му толку многу се посветува на бебето, односно вниманието го окупира бебето. И таа лутина може да ја манифестира физички, да удри, но најчесто и наетот, односно пркосењето, спротивставувачкото однесување е емоционален проблем со кој што тој се спротивставува на мајката. Значи, пркосот или наетот е пасивна агресија. Не сакам, не правам или правам спротивно од тоа што ми вели мама, или пак за се негира и одбива. Што пак дополнително тоа ги родителите разлутува уште повеќе и едноставно не знаат како да се справат со него. А што со регресивното однесување? Често се случува по старото дете одеднаш да почне да зборува како бебе, да го цица палецот, да сака да се вози во количка, бара пасирана храна и слично. Дали родителите треба да го дозволат таквото однесување? Дали то проблематично или пак е нешто што не е така страшно? Како што изгледа? Па, видите, тоа се дозволени работи, условно кажано, ако траат одреден временски период, додека детето се адаптира на новодојдениот член во семејството. Го спомнавме првиот симптом или начин е агресијата или спротивставувачкото однесување. Ова што го спомнавте, вториот знак е регресивното однесување. Што значи тоа, преку примерите што го објаснивте? Дека детето назадува во рани психолошки фази кои претходно ги надминало. И тоа сега, како резултат на овој стрес, да го кажам, од роденото бебе, назадува, се враќа назад. Не може да ја прифати новата ситуација и тоа сака си да биде како него. Значи, како што рековте, ќе го цица палецот или почнува да бара да му дадат цуцла кога заспива, или пак да пие од шиша, претходно престанало, па дури да почне да мочка во гаќи преку ден, иако претходно научило да ги контролира сфинктерите. Значи, тоа на таков начин психолошки ни кажува дека колку детето емоционално трпи. И поради тоа си бара внимание и тука родителите мора да најдат начин да поделат времето и да му посветат време и нему. Инаку, знаете, има и деца кои што во литературата се сретнуваат како, па и во праксата, како хиперадаптирани. Родителите ќе кажат, ние немаме никаков проблем, тоа е мирно, послушно, седи во аголот во собата, си игра со играчките, ништо не противречи, ништо не кажува, но тука треба да се запрашаат. Значи, не е нормално да детето не манифестира никаква, барем во почетокот. Значи, секако дека детето длабоко емоционално трпи, само што тие негативни емоции ги враќа према себе, ги врти према себе и таквото дете исто може да манифестира некои емоционални проблеми, да се јават тикови, значи да се јави пелтечење, да се јави навечер да се бара да спие со мајката, значи како емоционални проблеми како резултат на повторно доаѓањето на свет на новиот член во семејството. Овој дел од емисијата ќе биде контактен. Слободно можете да се вклучите во програма, доколку имате некое прашање поврзано со денешната тема. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Денешна гостинка во емисијата ни е примариус доктор Мери Бошковска, психијатар за деца и млади. Зборуваме за љубоморно дете. Кога ќе се јави љубомората кај децата, што треба да направат родителите за да ја смират оваа ситуација? Дали критиката, што нечесто се
случува, што неретко се случува, родителите да го критикуваат детето за своето однесување, бидејќи понекогаш веќе споменавте дека манифестира и агресивност. Дали критиката всушност ја продлабочува љубомората? Знаете, секогаш кога едно дете манифестира такво однесување, секогаш родителот треба да се праша зошто тоа го прави. Значи, тоа бара внимание. Секако дека на мајката е многу тешко, особено ако нема помош во куќата, да го подели времето на два дела. Таа го сака и едното и другото дете. Но ако случајно постарото дете се почувствува запоставено, ќе ги манифестира овие облици на однесување за кои што зборувавме. Значи, мајката тогаш може да се чувствува и тажно, и како да речам, да има чувство на вина, дека нема доволно време. И секако дека помош од најблиските е многу важна за да му се посвети на постарото дете. Премногу му е потребно внимание на постарото дете во тие моменти, особено кога бебето ќе дојде во домот првите 3-4 месеци. Знаете, па како бебето расте, и него му е потребно и психолошко, освен физичка нега, и психолошко внимание. Тоа почнува на 4-5 месеци да се смее према домашните. На 8 месеци бебето веќе ги разликува блиските, односно од лицата што го негуваат од непознатите членови, па се смее, пружа рачиња. А веќе на 12 месеци бебето почнува да проодува и да завлегува во територијата на постарото братче или сестриче, да му ги зема играчките, и со што дополнително сите овие фази што ги кажав повторно кај постарото дете потенцирани. Потенцирани за без, за љубомора, за лутина или како што рековме регресивно однесување. Оно што за родителите е важно, нели, сите родители знаат дека припремата е многу важна, нели, пред да дојде новиот член, дека бебето треба дека постарото дете дека треба да се припрема. На каков начин? Па да му се објасни дека ќе имаат бебе за некое време, па понекогаш е дозволено да го допре стомакот на мама кога бебето почнува да мрда, како тоа се движи. Но и тука многу внимателно, не треба да се претерува. Тоа вака звучи многу идеално, а кога ќе дојде бебето, кога премногу се збори, премногу се фиксира детето на тоа, просто и на тој начин може да му се разбукта таа љубомора. Убаво е да му се кажува дека да се смислуваат имиња, кога купуваат родителите да го носат и него работи за бебето, па и него, нели, некоја ситница да му земат. Значи, многу е важно родителите да балансираат тука. Да му се објасни што го очекува, дека мама ќе оди во болница, дека после неколку дена ќе дојде со бебето дома. И сега многу е погрешно кога родителите му велат дека еве ти ќе имаш другар, ќе имаш брат или сестриче, тоа ќе ти биде другар и детето почнува да си игра со него. Ќе може одма да си играш со него, а кога ќе дојде бебето дома само цица, плаче и спие. Големо разочарување од страна на детето. Затоа родителите треба да бидат искрени, да му кажат она што навистина е, дека во почетокот тоа ќе биде мало, дека ќе спие многу, ќе јаде, понекогаш ќе плаче, но ќе плаче бидејќи не може да зборува. Ова го потенцирам, знаете, заради тоа што не е добро и кога према бебето така и негативно постојано зборуваме, пушти го, тоа не знае ништо. Значи, тоа не вреди, еве гледај, само плаче, спие. Значи, треба да му се објасни дека тоа е нормално, за да не се поттикнува пак љубомората и агресијата на детето, као тоа не знае ништо и јас сега ќе го удрам, или од психолошки гледано децата поинаку ги поимаат работите кога се на 2, 3, на 4 години. Значи, не треба да се поттикнува, значи, сакајќи добро, понекогаш можеме да ја поттикнеме љубомората кај децата. Исто така многу е важно да се вклучува, тоа секаде ќе прочитате и во праксата, да детето не да и помага постојано, мислам во буквален смисол, но да се поттикнува да ја додаде пелената, да го подаде шишето на мама, да ако падне тропкалчето или играчката да го подаде и секогаш да се пофали детето за тоа, мислам секогаш. И тоа не треба да биде претерано, за да кај постарото дете, значи, не предизвикаме некои други реакции. Но се тоа начини како можеме да ја ублажиме, да ја намалиме љубомората, односно ривалитетот измеѓу бебето, измеѓу постарото дете и бебето. Доколку постарото дете дотогаш не одело во градинка, дали ова е вистинскиот момент да биде запишано во детски колектив? Родителите сметаат кога ќе се јави љубомора кај постарото дете, кое што е исклучиво изразено, дека е добро да биде во друштво со негови врсници за вниманието да му го одвлечат на друга страна. Да, ова е многу важно и клучно прашање. Значи, треба да се одложи малку тоа.
родителите понекогаш баш тогаш ги запишуваат децата, бидејќи бебето нели си бара внимание, па да не се детето досадува. Па и меѓу другото и мајката нема сила 2 деца да гледа дома. А може и возраста да му е веќе 4 години, 3,5, кога детето треба да се социјализира. Градинката е нешто за социјализацијата многу важно, нели, како велиме прва социјална школа, училиште на животот. Но треба малку да се причека, не веднаш. Значи може да се причека 2-3 месеци. Тоа е многу незгоден периодот ако детето треба да тргне и на училиште. Значи тука детето се соочува со проблеми дополнителни. Ако детето веднаш тргне во градинка, знаете како детето го доживува тоа? Како емоционално да го отфрлува мајката. Еве сега она ќе си се гали, ќе си седи дома со бебето, а јас мора да одам таму и да ги слушам учителките и да правам она што тие од мене бараат. Секако дека ако претходно детето исто спиело со мама во постелата и со тато, не треба кога ќе дојде бебето веднаш тоа да се исфрли или да се стави во другата соба, иако детската соба била спремна и наместена, но сето тоа се одлагало. Незгоден е моментот, значи кога ќе се роди бебето, да оно веднаш се префрли во другата соба. И тогаш детето го доживува тоа како емоционално отфрлување на родителите, како него да не го сакаат, а сега вниманието го насочуваат кон бебето и секако повторно тој зачаран круг се враќа да се зголеми агресијата и љубомората кон бебето. Кога бебето ќе прооди, кога ќе почне да лазе низ станот, да ползи, се случува да нема разбирање за кулата од коцки што е направило неговото постаро братче или да ја кубе косата на барбиката на својата сестричка. И сега постарото дете најнапред знае да опомене, но кога сето тоа нема да има ефект, почува да вика, да урла по бебето, да плаче, понекогаш се случува и да крене рака, односно да го удри бебето секако почува да плаче, да ја довикува мајка му на помош. И сега како мајката треба да постапи во вакви ситуации? Дали доколку секогаш се однесува заштитнички кон помалото дете, создава дополнителен револт кај постарото? Или пак помалото може тоа да го искористи како тактика понатаму, за да го привлекува вниманието на мајката? Да, секогаш кога мајката ќе фати страна, односно ќе го заштити едното дете, другото ќе го почувствува како него да го отфрла или да не го сака. И тука е многу важно како родителите тука да го сето тоа изменеджерираат, како да кажам со речник бизнисменски, значи како тоа како тука да постапуваат. Многу е важно родителите да застават граници нели во воспитувањето. Бебето е уште мало, но до втората година детето ги учи тие граници. А постарото дете треба да научи дека не сме да го удира, дека не сме да го тепа, се разбира и помалото, значи дека не е дозволена физичка пресметка, да. И тоа знаете како правило да ги прати и понатаму во текот на нивниот живот. Значи додека се мали, потребно е некое насочување. Ако се закачат, ако и двајцата се скараат за една играчка, велат, креативноста е многу важна во тие моменти, како мама да се низ примери тоа да го објаснуваме, но не многу е погрешно да се земе да се даде на другото дете и велам секогаш на тоа другото дете што му ја земе на играчката ќе го свати тоа како неправда и љубомората ќе ја појача, а во друга ситуација кога мама или тато не го гледаат, ќе го удри, ќе го сопне, ќе го бутне, ќе направи да се лизне, што е исто еден вид на агресија каде што може детето и физички да се повреди. Значи поттикнувањето на агресијата, односно љубомората од страна на родителите несвесно може во тие моменти да влие ако секогаш се ставаат на едната или другата страна. Големото секогаш да попушта, а малото секогаш да биде заштитено. Или пак и може како растат децата тоа да биде и обратно. Мислам од кога ќе пораснат. Значи љубомората, знаете како се разрешуваат овие рани фази преку тој ривалитет на децата, децата градат подоцна интерперсонални односи. Целиот наш живот се заснива на тие рани искуства, како сме ги поминале тие фази на љубомора, затоа што ние сите сме во сооднос во животот и на работа и на училиште со другарите и знаете има една парадигма дека единчињата се обично егоцентрични, значи тие целото внимание кон себе, дека не умеат да делат, дека секогаш поаѓаат од сопствените потреби. Мислам, пак ќе речам, секое правило има исклучоци, но раното делење почнува, значи уште кога ќе дојде бебето дома. Така. Тоа значи дека родителите не треба да бидат суди во расправиите меѓу децата, иако тоа често се случува, обично на постарото дете да му се каже: ти си постар, попушти му на помалото братче или сестриче, гледаш дека е помало.
Дали и тоа создава исто фрустрација која што може да го следи детето? Тоа создава фрустрација, знаете, и понекогаш по старото дете може да ја потисне таа лутина и тој без и да почне да грицка ногти, да почне да прави тикови, да почне да пелтечи, значи да се јават емоционални проблеми. Значи да не може да го доживее, како што реков, тоа како една неправда и да се јават емоционални проблеми кај него, со што тоа незадоволство ќе го манифестира на таков начин. Се случува ли ривалството меѓу братот и сестрата да ги промени улогите, па помалото да стане љубоморно на постарото братче или сестриче? Па да не дозволува мајката да го гушне постарото дете и слично. Тука, знаете, клучно е тоа што секој дете се раѓа со одреден темперамент. Темперамент е нешто што е наследно, што го наследува од неговите родители, нели, гените. Темпераментот, имате деца подоминантни, посигурни, имате деца што се поинхибирани, попасивни. Секако дека воспитувањето на родителите влијае и тој темперамент да се моделира. Но има едно, повторно ќе кажам, правило дека две деца нема исти во семејство, дека тие се разликуваат. И многу е погрешно да ги споредуваме и да потенцираме, еве гледај, он е многу добар и умен и секогаш прави добро, а ова другово дете постојано само нешто. Значи не е добро да се зборува пред децата колку и да на родителите, нели, им прави проблеми едното дете, не е добро пред детето да ги слуша тие разговори, бидејќи така ствара една лоша слика за себе, дека тој не е умен, дека тој е нервозен, дека тој е плашлив, дека тој е агресивен и таа негативна слика за себе почнува да ја инкорпорира во себе и да станува дел од неговото однесување. И секако дека и тогаш детето ќе го доживее тоа како родителите повторно да го штитат другото дете. Бидејќи чувството на љубомора кое што се јавува во детството е многу важна. Имаме гледачна линија да го слушнеме прашањето, па ќе продолжиме со моето прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакам да ја прашам нешто. Имаме внуче, има 2,5 годинки. Така. И сега мајката е бремена, чекаме ново детенце. И детево појава нека јомора, вика не сакам да имам братче, не сакам да имам сестриче. Тетката не сака да деде, вика ти ги само моја тетка. Со другачија што се поголиме од него се дружи, а ако има врсник или помал, со ни се тепа. Зашто го прави тоа? Зашто тогаш има агресија со поголемиве, неа со малите се закача. Им ги зиме играчките, не ги дава неговите. А со поголемите не, мирен ме си игра со нив, поинтересно му е дали тоа е некој љубомора или не е. Така, интересно прашање, ви благодарам што се вклучивте во програма. Па да, знаете, правата социализација и правиот однос се гледа измеѓу врсниците. Со постарите деца кога играат, родителите често ќе речат со постарите одлично се игра или пак со помалите. Постарите деца му попуштаат на детето и тоа се осеќа исто така како и родителите, заштитено, се му удоволуваат, им е интересно, знаете. А на помалите деца, да речеме, и ова дете, се ова е мало дете, 2,5 години, значи тоа дете е малце егоцентрично. Видете, по природа на нештата, децата до 3 години се егоцентрични. Што значи тоа? Се што прават, барат внимание од возрастните, па велат, мамо види што правам, мамо види што направи, види што зема, види каде се качив. Значи они си барат внимание и преку гратификација, значи преку пофалба од страна на родителите, тие учат дека се добри, дека се добро прават. Очигледно е сега возраста на детето 2,5 години е возраст кога он си го бара тоа внимание и затоа не сака кога ќе му спомнат за бебето, почнува да реагира така, да се лути, не сакам бебе, не сакам братче или сестриче. Значи така станува љубоморно, како што рече гледачката. Значи она што е сега важно, треба да многу е важно сега, еве мама да му објаснува дека ќе дојде тоа бебето е мало, ама и ти кога беше бебе, па да му покаже некои фотографии, ти беше мамата кога те зема во раце, кога во болница кога те дадоа, ти беше толку едно сладко и убаво бебе и мама тебе многу те сака. Бебето кога ќе дојде, мама ќе го сакам и бебето, ама мама и тебе секогаш ќе те сака. Значи мора тоа да се нагласи дека со доаѓањето на бебето, зашто децата се плашат дека ќе ја изгубат не само вниманието, љубовта на родителите. И токму затоа на такви начини, значи треба да им се објасни како дете на 2,5 години, па еве да му се покаже
фотографија. Еве овде ти беше бебе, мама те држеше во раце и кој ќе дојде бебето дома да мама го представи, да речеме представи. Еве ова е твоето постара сестра која што е многу умна, добра и многу ме слуша. И ти кога ќе пораснеш, јас се надевам ќе бидеш како нејза. Значи една позитивна идентификација со што нели некој ќе треба да се намали тој облик, да не се потенцира таа агресија или ривалитет кон бебето што треба да дојде. Доктор Бошковска, на вистина корисни совети и препораки за родителите во денешното издание на Нулен Плюс. Ви благодарам што бевте наша гостинка. Благодарам на поканата, со задоволство. Тука го заокружуваме денешното издание. Гостинка во студиото беше примариус доктор Мери Бошковска, специјалист по психијатрија, односно психијатар за деца и млади од Ремедика. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.